јас сум Ана Марија. Здраво, јас сум Хенрик. Здраво, јас сум Никица. Искуството кое што го стекна во младите можат е непроценливо и сметам дека понатаму во мојот професионален развој многу ќе влие токму ова членување во младите можат. Барав место каде што ќе најдам дружба и каде што ќе се чувствувам прифатено од околината и младите можат беше токму местото каде што тој мој сон за друштво и за меѓусебно почитување и едноставно за забава. Оно што најмногу ми остави печаток е самата атмосфера која што лично ти го подига самиот дух да се изгледаш секогаш младо и дека секогаш си меѓу луѓе кои што ќе те прифатат без разлика на се. Одевме во вртешка, онака како надвор почна да врне, ние имавме куфери и сега носевме тоалетна хартија, носевме се што можевме да носиме, храна, што кажа на Марија дека секогаш мораме да бидеме нели најадени, че носевме храна, носевме се, одевме пешки. Одевме, мислам дека може 4 километри пешки по планината. Километар беше, не за 4 километри. Да, 4 километри? Еден само. Како еден? Еден. Не. Во ММТ Академија почнав лани и бев као ментор на дел од младите. На тебе, мислам, не бев на тебе конкретно, но во програмата. Да. ММ си е организација која што дава некоја поинаква енергија од обичаените места кај што сум била активна претходно. Долго време сум во младинскиот сектор искрено и во ММ останав и сакам да продолжам баш поради фактот што младите се доста енергични и како што спомна и дичкиве се многу поприфатливи. Има доста простор за дискусија постојано и се што се случува не е оставено само туку така како се случило, па и да сега ќе го заборавиме, туку баш напротив се пристапува активно кон проблемот или дали позитивен, негативен и се дискутира за истиот и сето тоа не е така едностранно, туку баш напротив, многу се работи тимски, ама од друга страна многу е запазен индивидуалниот аспект, значи твое индивидуално достигнување, но заеднички во рамки на тимот. Најинтересна случка дефинитивно ќе биде од кариерен пат, која за прв пат сите дојдовме. Кога дознавме сите кои типови на личности сме, имавме одредени вежби, ако текнува дали си интроверт или екстроверт. Да. Со сликите тоа што го правевме дитивно која... Да, требаше да меморираме. Да, меморираме колку почти слики ќе меморираме, да. Беше интересно, особено вежбата за интроверт и екстроверт. Ние екстровертите бевме на една страна, интровертите на друга страна и требаше да смислиме некој наша пријателка Јана или не знам како беше, се враќа од Америка и ние треба да ја пречекаме. Значи, Требаше да правиме забава уствари. Џастин кој праше шпагат и текнува. Која рипаш. Леле, страшно. Значи, буквално од звезда или не знам, рипнал. Да ги споменам и другите што не може да дојдат или ситуацијава, значи што има многу случаи. Различни можности кои што можеш самиот да се надоградиш себе си, да ги метнеш самиот во својот личен развој, да научиш како да руководиш со дарени ситуации. Едноставно во младите можат има една атмосфера каде што можеш да бидеш тој кој што си и не треба да се криеш зад некоја фасада, например каде што во училиште до некој степен не си тој што си пред останатите. Исто така, младите можат би ги пофалиле за храната.